Десети или последен ден од вториот меѓународен камп, дел од проектот за реставрација на еврејските гробишта во Битола. 10 млади луѓе од градови од Германија и 10 од различни градови од земјава работат на прибирање на пронајденото и негово документирање при досегашните ископувања на ова историско место. Amazing thing happening here is that almost Она што овде е фантастично е што на ова огромна површина веќе цела една четвртина е веќе исчистена и ликот е сменет на местото. Изнаоѓаме се повеќе и повеќе важни моменти од нашето заедничко минато. И кога велам нашето заедничко минато, тоа е сосема логично, затоа што она што е наше минато истовремено е и ваше минато. Шима е нашата еврејка од Битола, која тука растела и значи што ова место полека го добива ликот кој го заслужува. Достојно место на еден спомен од пред многу години. Јас уствари сум внука од доктор Хајма Баванел, кој беше шеф на болница тука до 63 година. Така да јас растев тука во Битола и имам многу топли чувства за Битола. И со мене сме другарки од мајките уствари. Али и овај проект уствари, јас бев прв пат тука на 2009 година со семејството од Израел, јас живеам сега во Израел и беше кога видовме кој стање беше, како беше гробието, многу ме не болеше и заедно со мима имавме сон да го обновиме овој. И дојде време и овој сон некако почна да се реализира. Младите учесници кои овде работеа изминативе денови дојдоа со цел да ја изградат иднината врз разбирањето на минатото. Не е се само копање. Оваа група сега работи на една работа која што е многу важна, а тоа е да се заштити меѓупросторот помеѓу откопаните гробови пред да настапи зимата и да излизгаат плочите под влијанието на временските непогоди. Тоа е процес на заштита и конзервација. Тој процес го изведуваме под упатства на специјални совети кои што ги даде друг еден научен тим кој што беше летово. Значи, има многу работи кои што се случува ова лето. Со завршувањето на предвидените фази на историски споменик на влезот од Битола, пријателствата што некогаш постоеа пред Холокаустот ќе може да продолжат и во иднина.